Стадион. Емисија за вашата вистина. Стопанската комора е наследник на комунистички стопански структури. И во неа тоа е прибежиште на олигарсите. На оние кои што лапна, така да се изразам, најголем дел од таа приватизација од општествениот капитал. Точно е дека тие се тука, ама минорно малцинство. Сега така е. Стопанската комора денес има 15.000 членки на доброволна основа, од кои што 9.000 се мали и средни предпријатија. Стопанската комора во своите структури нема никаков тако звани олигарх. Има млади, напредни луѓе кои што се докажале на бизнес планот и доброволно дошле, бидејќи ние сме на доброволна основа. Јас на некој интервју кажав, не сум Бред Пит, мене да ме обожаваат па да идат да ми носат пари. Тие носат затоа што гледаат интерес некако во таа работа. Како можеш ти да мислиш дека 15.000 фирми ќе ги излажиш да дојдат на штос? Како е сваќате конкуренцката, сојузна стопански комори? Таа е формирана како пандан. Како ја сваќам, ево ќе ви кажам параметри. Правиме параметри меѓу Словенија и нас. Добро. Правиме, така? Па не, плурализам. И ние, Сдружение новинари на Македонија, има друго сдружение. Ево ќе ви прашам едно прашање. Дали вие знаете една членка на Сојуз на стопански комори? Сега да кажете. Па јас знам. Кој? Членка како фирма? Да. Знаеш некоја? Знам, сигурно знам, само треба да размислам малку. Не знаеш. Еве овие Кадис, председател што беше. Ма зашо бил председател? Друга не знаеш. Па ти си добро информиран човек во Македонија. Знаеш зашо не знаеш? Затоа што Стопанската комора на доброволна основа има 2 милиони евра буџет, од кои 70% ги остварува со сопствени средства и со сопствени активности. Само 30% се чланарина. И има 50 вработени, од кои 3 доктори на наука, 17 магистри и 7 експерти. А Сојуз на стопански комори има буџет од 70.000 евра, од 70 на однос на 2 милиона, има 3 без 2 запослено на проекти. Прося да не има и друга, имаме и на како се вика, од Тетово. Не од Тетово, таа е кај нас во зградата. Како посебна. Посебна кај нас во зградата под кирија. И знам точно колку имаат вработени, колку пари остварува. Зашо да не кажува? Про не прифаќате дека не прифаќам борба. Не ме разбирате. Сојузот на стопански комори е формиран како израз на револт, можеби поради тоа што вие сте се однесувале како мастодонт, можеби не сте биле доволно активни, пасивни и некои помлади луѓе, така, макар што после тоа се политизираше, една партија стави капа таму, барем ја така мислам. Инаку на почетокот Глигоров сосема други идеја Венко беа намерени цели. Јас сум современик, со сите сум работел и можам да кажам. Значи, Сојуз на стопански комори е институцијата во која што направи сериозен преокрет во коморското организирање со законот донесен во 2001 година. Меѓутоа, кадровите кои што ја поведоа тој процес застанаа и се повлекоа на различни, веројатно имаше некои несогласувања меѓу нив. И сега дојде до тоа што дојде. Значи, Стопанската комора го искористи тој момент да се дигни, ама на база на доброволна институција. Кај нас е членството доброволно. Како печалите пари? Велите ние од 80%? Од проекти. Имаме 15 проекти секој момент од Европска унија. Ние имаме проекти со вредност од 2 до 5 милиони евра. Ние имаме проект со универзитетот наш, државен, и со една невладина организација цели 13 години од Европска унија и се продолжува. Се вика Еврокореспондентен центар. Имаме 400 точки во Европа на кои што можеш преку него да се јавиш и да побараш бизнис услуга. И оно трае 13 години. Зошто тоа јавноста не го знае? Сега гледам почнете офанзива. Некако бегавте од јавноста. Не бегавме од јавноста, него ги средував. Или не ве личи сега, да не влезете во некој клинч со политика. Мојата работа била додека не си го очисти сопственото двориште, не можеш да кажуваш приказ. Очисти го прво сопственото двориште, после излезе во јавност.
Јас овој концепт за комора на иднината што вие денес го слушате го влечкам од 2010 година. Ама сега се озреа условите за него. И тој привлече нови илјадници фирми, стотици интелектуалци, економисти во Македонија кои што влегува во комората сега и го прошири опфатот. И затоа се слуша. Ама за тоа треба макотрпна работа 10 години. Вториот мит, поблиски сте поради тоа, нели, наследство до СДСМ. Дали ме посетува Мицкоске, беше во Масит, во Сојуз на стопански комори порано повеќе таа партија комуницираше? Апсолутно имаме комуникација со ВМРО од моето доаѓање во 2005 година до денес, интензивна, коректна и во рамките на нашите надлежности. Не е комора на СДСМ што ви дава порано. Нема врска. Значи не само што доаѓаат, ние имаме дневна комуникација, ние имавме јавни судрувања со председателот Мицкоски сега. Така беше. Да. Па и со Али тоа не значи дека не разговараме. Така да на сите стратешки прашања разговараме, разменуваме мислења и јас кажав јавно и сега сакам да кажам дека во многу ситуации кога беше блокадата на собранието за економските закони, он лично и Муцуцки помогна. Комуницирате со големите, само со малите, со левица. Па ние комуницираме со секој што ќе дојде. Ние никого не сме одбиле да примиме, со секого водиме диалог и ги ваѓаме најдобрите идеи негови. Ви понудиле да бидете подписател на либерална тогаш кога се спојува. Да. Не сте прифатиле. Сега е модерно Сојуз на стопански комори и Американ коледж. Од Американ коледж председател, сега најверојатно и лидер и премиер, а од Сојуз на стопански комори градоначалник на Скопје, градоначалничка на Скопје. Азерски не му понудиле за Скопје или за Охрид да биде, например. Не. Нити ми понудиле, нити сум изразил интерес. Нити мислам дека нешто би постигнал со тоа. Јас се борам за промена на системот, а не за функција. Функцијата ништо не може да донесе. Може да донесат институциите и амбиентот во кој ќе делуваат. Ако видам масовност на поддршката за некаква идеја, која што е на реална основа, сум кажал, цел, луѓе што можат да ја спроведат и пари. Тогаш и јас лично и Стопанската комора ќе ја убедам да биде на таа страна. И затоа мене не ми треба да бидам нити градоначалник, нити да бидам премиер. Уште еден мит. Најдолговечни функции, велите, не ми треба функција. Еве и ова е председател на Стопанска комора е функција. Најдолговечни се председателите во Македонија на стопанските комори. Душан Петровски беше колку? 20 се тие, немој сега мит да правиш од тоа. Па јазески колку време е? Предходните биле. Па никој не знае дека јас од 2015 година не сум на работа во Стопанска комора. Сум во Трст. Па тоа гледате, не сум. Да. Ама нема потреба тоа. Зошто јавноста би се оптеретувала со една невладина организација? Ние сме невладина организација. Кој прави од нас мит? Ние сме во функција на членките. Јас не одам на гласање па сега да правам компромис со граѓаните. Мене ме гласат фирмите. Јас сум према фирмите опреден. Прашајте ги фирмите дали Бранко Азевски не бил кај него еднаш во животот, дали не го примил, дали не му се јавил на телефон, дали не поразговарал, дали не му помогнал. А граѓаните си се за политичарите, тие да се собираат за избори на гласање. Минимална плата имаме прашање. Кој е ставот на Треба ли Ставот на државата со закон да ја зголемува платата? Зошто бизнисмените не го направат тоа? Ние сме против, меѓутоа морам да кажам дека искуствата што ги читаме, реков компаративни анализи правиме, дека и во земјите на Европска унија постои закон за минимална плата. Меѓутоа, тој е врзан за раст на продуктивноста. Значи, тој мора да е врзан за некаков индикатор, тоа не може да се дели од рака. Значи, ако фирмата има таква продуктивност и додадена вредност, што тоа може да го тоа дозволи, нека оди, јас сум најсреќен да биде, како го викаш, дупло повеќе него сегаш. Ама да биде врзан за некој критериум. Иначе ќе дојде во позиција да се руши фирмата на така. Сте слушали вие многу често олигарсите, домашните бизнисмени се плашат од конкуренција и самите кажавте пример дека не се проактивни, многу пари пасивно седат, не се искористени за бизнис за да се зголемат тие пари. За тоа дека тие олигарси плашејќи се тие наши бизнисмени од конкуренција
се главни кошничари на тој пат кон Европската унија. Па се споменува тука банкарски систем, се макар што веќе се влезени странски компании. Ама така ние да не имаме знам. само 2 банки со домашен капитал, 3. Другото е све со страни капитал. Не можеме така напамет да зборувам. Све е со страни капитал. Доминантните фирми во Македонија се со странски капитал. Значи нема таква пресија. Тоа е знај зборување за некое минато време. Не знам да кажам во периодот на приватизацијата, не сум активно, тоа си работев друга работа. Значи да кажам што се случувало, ама денеска кажувам дека учеството на тие фирми што се споменуваат во јавноста е минорно, да може да изврши пресија и притисок на политичкото раководство за остварување на сопствени цели. Ако ти земиш дека грото на капиталот доаѓа, па структурата, ако 80% од извозот македонски оди во Западна Европа, 80% од тој извоз оди во Германија, а 80% од тие 80% во Германија се на една фирма Джонсон Мет, која што прави 2 милиарди извоз. Сега што збориме ако Глигор Пишев вели дека нашата најголема фирма има 250 милиони обрт, 300 има, не е битно. Знаеш зашто правиме Мохамед сега ние? Односот со владата. Да. Имавте вие свој човек или на почетокот е добро, па после тоа се растура таа комуникација. Еве, Ангушев беше предлог на Стопанска комора. 3 пати Заврши работа или 3 најде- пати имавме, морам да ви кажам, такви примери и со Хари Костов, Минчо и Јорданов. со Минчо Јорданов, и со ова, и завршија како што завршија, сите знаеме. Костов си нема даде да- оставка, Минчо се повлече и Така, Ангушев се повлече. Значи, ако си ти малцинство во органот, не треба ни да покушаваш да одиш таму. Сега да кажеш дека сега ќе размислите добро кога нареден пат ќе ве поканат или Не ќе ќе размислим, ќе одбијам. подпредседател за економски прашања, например. Да, и било какво учество во владата што не е природно. Владата треба да се биде политичка или експертска како дојдат такви ситуации. Значи мешањето на тоа создава, значи он е нон-стоп во малцинство, како да ти кажам. Они не го разбираат што зборам. Тоа се лоши искуства за вас. За нас е лоши искуство и ние нема да. Не успеавте да изфорсирате нешто, да Не, ние наметнете успеавме да наметнеме, да речам, некои бар размислувања, логики и така натаму. Имавме тешки сукоби околу тој, да речем, прогресивниот данок, околу буџетите и така натаму, во кој што стварно ја размрдавме внатре ситуацијата да почне да се размислува на друг начин. И тука има предности кои што ќе се во понатомошниот период ќе се ефектуираат. Министерката за финансии не беше исто по ваш со ваша поддршка. Нина. Беше од наши редови. Не беше со наша поддршка, али беше членка на незината фирма Крупер. Така да мислам дека политиката на политичарите, бизнисот на бизнисмените и тоа е фер однос. За самоуправувањето. Како повторно актуелна тема во светот. Има компании собственици кои што даваат акции, ја распоредуваат собственоста на вработените. Има еден случај во Штип. Текстилна фабрика, вабо собственикот ја рента. Значи се откажа на вработените. Собственост. Да, собственоста и машините и фирмата воопшто. Тоа е интересно за да Па се многу малку луѓе знаат дека и самоуправувањето воведено во СФР од страна на Кардель потекнува од Шведска. Од системот, да, од системот земено е таму, од системот на партиципација се викаше, во кој што капиталистите сватиле дека без вработените не може да ги одржат стабилноста на фирмите и ги направиле малцински акционери. Тама се викаше партиципација во собственоста, а нашите го ставиле самоуправување и го вулгаризирале, што после доведе, мислам, до негативни последици. ова околу образованието, значи функционира тоа дуално што го спомена Мизо. Гледам и али морам Алкалоид и да, да, не, ние имаме 211 компании ова година. Лани имавме 11, ова година 211, а иднава година ќе имаме 500 што ќе имаат договор исклучено. Меѓутоа тоа беше со грдни маки 10 години. Зошто? Затоа што тешко одеше обидување. Па имаше стручно образование порано, имаше пракса. Па имаше, ама беше изгубен континуитетот и тешко беше да се воспостави, затоа што и фирмите очекуваат дека тоа ќе го финансира државата, додека се свати и така натаму. Имаше тешко, сега функционира добро и тоа е една голема победа наша. За крај само да ми кажете проекции, еве нешто спомена и Мизо, вие изворно од Стопанската комора како гледате на 2021? Не, морам да кажам дека на 2022 гледаме со една резерва, заради сите околности кои што се и во Македонија со политичката криза настанати.
и со пандемијата се задржува, енергетската криза сигурно ќе ескалира во првото тримесечје од наредната година. Ќе дојде до стабилизација некаде кон средината на годината, меѓутоа сето тоа ќе на вкупните резултати на 22 ќе остави последици. Можете ли Ние да мора да бидеме мобилизирани апсолутно во таква Можете ситуација. ли да им помогнете на историчарите на историската комисија ова со Бугарија малку да се релаксира? Вие од Стопанската комора од бизнес. Додите вие напред. Јас мислам дека таа порака упатена 1000 пати, они ја знаат таа порака. Мислам дека се работи за Ще да расправаме за витаминка, за фантастико, да расправаме не за Гоце Дочев, за бизнисот пред Цар политиката, бизнисот пред политиката, бизнисот пред политиката. Тоа треба да е секојдневно. Бизнисот ќе ги реши работа, не политиката. За оставката на Заев ја оправдувате? Па видите сега како морален чин она што се деси е за препустувачко да ти 2020 имаш избори на кои се ги добил изборите, а 2021 претрпиш таков пораст од аспект на моралноста е постапено сега од аспект на практичноста. Тоа тие си знаат, али ние треба да се научиме дека треба да има морална одговорност за поразите кои што човек ги доживува и лично и во институциите. Имате добро мислење за Заев како премиер? Имам добро мислење за Заев како соработник на функцијата, како партнер, коректен, он познава реалниот сектор, го познава многу добро и беше од голема корис во разбивањето на некои бариери кои што постојаат тука, а како човек е супер. Груевски беше добар економист, односно добар за економските прашања, ама лош за здравјето на демократијата. Согласувате ли со оваа констатација? Па, да речам, во делот наш, бидејќи јас не сум да судам за демократијата, во делот наш, освен она сериозно расчекорување наше со две работи, со невраќањето на ДДВ-то и со непродуктивното трошење на средствата, во другиот дел беше апсолутно коректна соработката. Црвенковски, државник, добар, стратешки, ама нерешителен, неефикасен економски. Ако се земе периодот на неговото владење, мислам со раководење со владата, е тоа многу специфичен период. Два пати, значи тоа е одма после состојбата со растурањето на Југославија и одма после војната криза 2001 година. Тие се два тешки периода и не знам дали друг би можел да стави приоритет на економијата во такви периоди. И Љупчо Гергиевски, овран Љупчо политичар, Гергиевски, ако ги прашаш, екзибиционист пред времето, да. ама можеби многу пати, Ако ги прашаш многу често бизнисмените, повеќе се интересиран за себе отколку за. Ако ги прашаш бизнисмените и ден денес ќе речат дека во негово време најмногу се вртеше пара. Така е некоја општа констатација. А човекот доаѓа од сосем друга дејност и така натаму. Значи, од економски аспект тоа е најтежок период за нас со оглед на две кризи во тој 4-годишен период, косовската и нашата криза, али во секој случај тоа не остави сериозна трага во бизнисот. Ние се повративме многу брзо и со воведувањето на тој воен данок и предонесовме и да се врати, значи, тој долг што беше направен во државата со тие војни и така натаму, така да не знам, можеме тука да спориме, али мислам дека треба во иднина да се ослониме на политичари, професионалци, а не да водиме сметка дали се ова, ако они се спремни да ги слушаат стручните луѓе. Затоа што нема да најдеме човек што знае све, него ќе треба да најдеме добар менаџер кој што ќе знае да ги користи ресурсите до максимум. Со Таче, со Ковачевски се знаете, затоа што каде излегува информација дека е ваш протеже? Како мај протежа? Па Стопанската комора, да, околу вас, да. Не. О, тоа е добро, секаде ви има, секаде. Он е моментално актуелен заменик министер за финансии, а ние со Министерство за финансии имаме одлична соработка и тоа е тоа. Стадион. Емисија за вашата вистина.